Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме со обработка на книгата Дела апостолски. Всушност, се наоѓаме на самиот почеток од книгата. Според тоа што го видовме досега, можеме да заклучиме дека книгата Дела е одлично продолжение на Евангелијата. Во Евангелијата е запишано зачнувањето, животот и службата на отелотворениот Господ Исус, а во Дела е запишано зачнувањето, животот и службата на првата црква. Стих 4. Еднаш кога ги собра, тој им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот што сте го слушнале од мене. Јован крштеваше со вода, а вие не по многу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. Би сакал да го насочам вашето внимание кон многу важен аспект поврзан со овие стихови. Доктор Лука вели дека Господ Исус им дал на учениците јасни насоки што да прават и што ќе се случи следно. Имено, наскоро тие ќе бидат крстени со Светиот Дух. Предпоставувам повеќето од вас се запознаени со концептот за водено крштение. Кога Јован Крстителот почна со својата јавна служба, тој ги крштеваше оние кои доаѓаа кај него. Потоа, Господ Исус им кажа на учениците да ги крштеваат оние кои ќе ја прифатат верата во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Но, пред учениците воопшто да почнат да ги крштеваат луѓето во вода, самите тие требаше да бидат крстени со Светиот Дух. Што е крштевањето? Во буквална смисла, зборот крштевање значи потопување. Вистинските христијани минуваат низ два процеси на крштевање – водно и со Светиот Дух. Водното крштевање е кога ќе одлучат да го остават стариот живот и ќе тргнат по Христовиот пат. Крштевањето со Светиот Дух е моментот кога Бог, како резултат на нивната вера, им го дава Духот да живее во нив, како нивни помошник и гаранција за спасението. Кога христијанинот го добива Светиот Дух, односно кога се крштева со Духот, тоа е моментот кога станува дел од црквата. Ќе продолжиме со читање на стиховите. Забележете која беше реакцијата на присутните откако Господ Исус им вети дека ќе бидат крстени со Светиот Дух. Стих 6. А тие кои беа собрани го прашаа велејки: во ова време ли ти ќе го востановиш, Господи, царството Израелово? Иако Господ Исус им го вети Светиот Дух на апостолите, сепак се чини дека тие беа загрижени за нешто друго, а тоа беше воспоставувањето на Божјото царство во Израел. Со други зборови, нив ги интересираше кога Господ Исус ќе завладее, а најверојатно се надеваа дека и самите тие ќе имаат високи позиции во тоа царство. Според некои толкувачи на писмото, апостолите се уште не разбраа каква е природата на Божјото царство, и јас би се согласил со нив. Но мислам дека и ние да бевме на нивното место, најверојатно немаше да го разбереме царството на поинаков начин. Сепак, Господ Исус не ги укори за нивното погрешно сваќање на царството. Мора да имаме на ум дека тие луѓе беа запознаени со писмата, односно со оној дел од Библијата кој ние го нарекуваме Стар Завет. Нивните рабини ги поучуваа дека еден ден ќе дојде Месијата, кој ќе го воспостави Божјото царство или царството на Израел на земјата. Кога го прашаа Господ Исус за царството, тие всушност сакаа да знаат кога тој ќе го воспостави тоа царство на земјата, дали истиот ден или за неколку месеци или за неколку години. Кога Господ Исус почна со својата јавна служба, тој зборуваше за доаѓањето на царството. Кога евреите во првиот век слушаат за царството, тие мислеа на ослободувањето од римската власт и воспоставување на царство во кое нивни човек ќе владее.
Со други зборови, во нивните глави Божјото царство беше ограничено само во контекстот на нивниот народ. Но, со тек на време ќе сватат дека Господ Исус зборуваше за поинаков вид на царство, во кое ќе има луѓе од сите народи. Забележете го Исусовиот одговор во однос на временската рамка кога царството ќе биде воспоставено. Стих 7. И тој им одговори: не е ваше да ги знаете времињата или часот, што Отецот ги поставил во своја власт. Господ Исус како да им вели: тоа не е тема на разговор сега. Верувајте му на небесниот татко, дека во право време тој ќе го воспостави царството. Знаете, и денес има христијани кои сакаат да дискутираат за второто Исусово доаѓање. Тие уживаат да разговараат за иднината и за тоа што, реално гледано, не можеме со сигурност да го знаеме. Кога учениците го прашаа Господ Исус кога ќе се врати повторно, тој им одговори на сличен начин, кажувајќи им дека небесниот татко го знае часот. Едноставно кажано, како апостолите, така и ние треба да научиме да му веруваме на Бог, дури и тогаш кога ги немаме сите одговори. Стих 8. Но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. Господ Исус повторно ги врати присутните на најважната тема за нив, а тоа е доаѓањето на Светиот Дух. Тој вели дека кога Духот ќе слезе на нив, тие ќе примат сила и ќе бидат негови сведоци се до крајот на земјата. Оваа мисија им беше дадена на апостолите, но верувам дека важи и за сите нас денес. Христијаните треба да бидат сведоци за Христос каде и да одат. Не треба да чекаме некој друг да го прави тоа наместо нас, односно не треба да мислиме дека само свештените лица се одговорни да ја шират верата. Тоа е одговорност на секој кој го има Христос во себе и секој кој сака да ја исполнува неговата волја. Например, преку оваа аудиопрограма, мојата цел е да го правам токму тоа, да бидам сведок за Господ Исус Христос, за неговата љубов и спасението кое тој ни го обезбеди преку неговата жртва и воскресение. Би сакал да ве охрабрам и вам да се вклучите во таа мисија. Тоа можете да го направите и преку споделување на оваа програма со вашето семејство и пријатели. Друг важен аспект на овие стихови кои ги прочитавме е фактот што кога апостолите го прашуваа Господ Исус кога ќе го воспостави своето царство, преку својот одговор тој како да сакаше да им каже: не сакам да се занимавате со прашањето кога ќе дојде царството во својата полнота, но тоа што сакам да го направите е да зборувате за тоа царство каде и да одите. Тој исто така им вети дека ќе примат сила кога Светиот Дух ќе се симне врз нив. За да бидеме сведоци за Христос, нам ни е потребна силата на Светиот Дух. Прво, потребна ни е силата на Духот за да можеме да се одржиме во верата. Без него за нас ќе биде невозможно да живееме согласно Божјата волја, но потребна ни е силата на Духот и за да имаме смелост да го споделиме Евангелието со другите луѓе. Потребна ни е и мудроста на Духот за да знаеме како да го споделиме Евангелието. Во нас самите ја нема таа сила и таа мудрост. Има уште еден важен аспект кој сметам дека мора да го нагласам, а тоа се локациите кои Господ Исус ги спомнува кога вели дека апостолите ќе бидат негови сведоци. Тој вели дека тие ќе сведочат за него во Ерусалим, Јудеја, Самарија и до краиштата на земјата. Редоследот на овие места воопшто не е случаен. Кога ги слушнаа овие зборови, тие се наоѓаа во Ерусалим. Јудеја пак е областа во која се наоѓаше градот Ерусалим, а Самарија областа која се наоѓаше веднаш над Јудеја.
Што значи сето ова? Кога Господ Исус им вели да бидат негови сведоци во Ерусалим, тоа значи дека ги повикува апостолите да сведочат за него во нивното најблиско окружување. Потоа, спомнувајќи ја Јудеја, ги повикува да сведочат за него во поширокиот круг. А Самарија беше местото каде живееа луѓе со кои евреите не сакаа да се мешаат. Самаријаните потекнуваа од мешани бракови, од евреи и неевреи, и затоа чистокрвните евреи не сакаа да се мешаат со нив, ниту пак сакаа да се движат во нивната област. Но Господ Исус ги праќа и кај тие луѓе, кај оние со кои апостолите во нормални услови не би сакале да имаат ништо. Ова треба да биде поттик и охрабрување за нас денес. Да сватиме дека кога станува збор за споделувањето на Божјата љубов со луѓето, ние не треба да поставуваме какви било ограничувања. Треба да бидеме отворени со сите луѓе да ја споделиме неговата љубов, независно од нивната етничка или религиозна позадина, независно од нивната партиска определба, професија, минато и слично. Проблемот на многу христијани денес е што се подготвени да бидат сведоци за Христос во Ерусалим и Јудеја, односно во најблиското окружување, со оние кои се слични на нив, но ни подразно не сакаат да одат во Самарија. Стих 9. И штом го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се подигна и облак го подзеде од пред очите нивни. Ова е всушност Исусовото вознесение. Оној кој се отелотвори и дојде на овој свет, кој живееше, поучуваше, умре и воскресна, во тој момент се вознесе на небото. Во Светото писмо се вели дека од тој момент па се до ден денешен Господ Исус седи од десната страна на небесниот татко. Но тоа не е се. Еден ден ќе дојде на оваа земја за да ја земе црквата со себе и да го суди гревот и грешниците. Стих 10. И како што гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во бела облека. Овие двајца мажи во бела облека се всушност ангели. Забележете што им рекоа на присутните. Стих 11. И рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Тоа значи дека прославениот Христос ќе се врати пак на истото место од каде се вознесе. Во својата книга, во глава 14, стих 4, пророкот Захарија вели дека неговите нозе ќе застанат на Маслиновата гора. Стих 12. Тогаш тие се вратија во Ерусалим од планината, наречена Маслинова, која се наоѓа близу до Ерусалим, колку еден саботен ден одење. Кога Лука пишува за еден саботен ден одење, тоа подразбира многу кратка дистанца. Евреите верувале дека во сабота не смеат да работат, ниту пак многу да пешачат. Помеѓу рабините имало дебата колку далеку можат евреите да пешачат во сабота. Но сите се согласувале дека луѓето не треба многу да пешачат, бидејќи тоа би се сметало за работа и замор. Така што, кога читаме за еден саботен ден одење, тоа значи дека учениците останаа во истиот град во кој се наоѓаа и претходно. Стихови 13 и 14. И кога дојдоа се искачија во горната одаја, каде што престојуваа Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаковов. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење, заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови.
Се чини дека откако Господ Исус им се објави, ги благослови и се вознесе пред нив, апостолите веќе не беа толку уплашени како претходно и почнаа заедно да се собираат, иако тоа беше во тајност. Важно е да се забележи тоа, дека заедно со нив беа и Марија, мајката на Исус, некои други жени и неговите браќа. Тоа ни дава до знаење дека во најверните следбеници на Господ Исус имаше мажи, но и жени. Се до овој момент Исусовите следбеници само го добија ветувањето за доаѓањето на Светиот Дух, но Духот се уште не се спушти врз нив. Стих 15. И во тие дни Петар стана меѓу браќата, а се беа собрале околу 120 души и им рече: мажи, браќа. Забележете како Лука пишува дека на тоа место беа собрани 120 луѓе, што значи дека не беа собрани само апостолите, туку и дел од другите Исусови следбеници. Предходно во Евангелијата имаше моменти кога Петар избрзуваше со одредени заклучоци кои не беа според Божјата волја. Што сакаше овој пат да им каже на собраните? Стихови 16 до 20. Требаше да се исполни напишаното што го беше предскажал Светиот Дух преку устата Давидова за Јуда, водачот на оние што го фатија Исус, зашто тој беше вброен меѓу нас и беше примил дел од оваа служба, но со неправедна награда тој стекна нива и откако падна ничкум, прсна по средината и се истури целата негова утроба. И тоа им стана познато на сите жители во Ерусалим, дека таа нива се нарече на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите е напишано: домот негов да запусти и никој во него да не живее, епископството негово друг да го прими. Прашањето во однос на Јуда е: дали тој беше предодреден да го направи тој грев и да го предаде Господ Исус, или пак имаше избор да не сгреши? Моje лично мислење е дека Јуда одлучи да сгреши, иако не мораше. Векови предходно беше предскажано дека Господ Исус ќе биде предаден, но Јуда, свесно или несвесно, одлучи да се вклопи во тоа предскажување. Стих 21. И така, еден од оние луѓе што беа со нас за сето време, откако дојде и си замина од нас Господ Исус. Според мене, изборот за апостол наместо Јуда Искариот беше идеја водена од апостолот Петар, но не неопходно водена и од Светиот Дух. Се до овој момент, Светиот Дух се уште не се беше спуштил врз апостолите и затоа верувам дека целата оваа иницијатива не беше водена од него. Стихови 22 до 26. Почнувајќи од крштевањето Јованово, па се до денот кога се вознесе од нас, треба да биде сведок со нас за неговото воскресение. И поставија двајца, Јосиф, наречен Варнава, а попрекар Јуст, и Матиј, и потоа се помолија и рекоа: Ти, Господи, кој ги познаваш срцата на сите, покажи од овие двајца еден, кого си го избрал за да прими дел од оваа служба и од апостолството од кое отпадна Јуда за да си отиде на своето место. И фрлија ждрепка за нив, и ждрепката падна на Матиј и тој се вброи кон 11 апостоли. Дали Матиј беше правилниот избор за апостол? Многумина сметаат дека тоа воопшто не е дискутабилно, но јас сметам дека Матиј не требаше да биде апостол. Во следната епизода ќе ви кажам зошто. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify.
Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.